Државно-црковна делегација предводена од председателот Стево Пендаровски по 18 години пауза ќе го одбележи Денот на Републиката во манастирот Свети Прохор Пчински. Во очи на 119 годишнината од Илинденското востание и 78 годишнината од првото заседание на АСНОМ, председателите на Македонија и Србија се согласија македонската делегација таму да го одбележи големиот празник. А ова доаѓа по прифаќањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија од страна на СПЦ. Во разговорот со господин Порфири, председателот Пендаровски се заблагодари на патриархот за одлуката да биде овозможена посетата на манастирот, која следува со прифаќањето на автокефалноста на МПЦ ОА од страна на СПЦ. Двајцата председатели во разговорот се согласија дека релациите меѓу двете држави бележат одличен развој во повеќе области. Посетата на манастирот Свети Прохор Пчински, која се случува по речиси 2 децении, е позитивен импулс за отворање нови поглавја во меѓусебните релации. Освен Пендаровски, на одбележувањето ќе присуствуваат членови на Собранието, владата и представници на МПЦ. Од кабинетот на председателот велат дека настанот е од отворен тип, но нема да организираат превоз за граѓаните. Пендаровски неодамна на галичка свадба беше исвиркан токму од гневниот народ. Тоа не му беше прв случај. Предходно беше исвиркан и кога отиде да положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев на 4 февруари годинава. Според најавите за учество на државниот политички врв, премиерот Димитар Ковачевски големиот празник ќе го одбележи на Мечкин камен во Крушево, а собранискиот спикер Талат Џафери во Пелинце. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН традиционално и оваа година ќе го посети Струшкота Шмаруништа. Првиот човек на Македонската академија на науките и уметностите, академик Љупчо Коцарев, ќе се обрати од подпилистерското село Трново пред црквата Успение на Пресвета Богородица.